Почитувани наши гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Добар ден и секое добро. Денес е среда, 10 септември 2025 година. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. И следува сега да ви го честитам празникот, 8 септември, кој што е празник на независноста на Република Македонија. И по тој повод во Република Македонија се организира а, настани и прослави 34, 34 години од независноста на Македонија. А, Верувам дека вие следевте некои од тие настани, но што се однесува околу мислењата на лицата, а едно од тие лица е нашиот почитуван професор доктор Илија Чашуле во пензија, кој што живее и работи во Скопје, Македонија. Неговиот наслов на статијата која што ја издаде деновиве и му благодариме за тоа што ни дозволи да ја пренесеме на вас. Насловот е празнична и до тој збор стои прашалник, значи прашање празнична. Да. И професор доктор Илија Чашуле во пензија, како што реков, националниот празник 8 септември, вели во почетокот: одамна не пишувам за политички и тековни престројувања во властите, ама за ова сум сакал и порано да пишувам. Но мене, така наречената независност на државава, некако ме одмина. Од тоа време мене длабоко ме трогна и налути и разочара длабоко суровиот распад на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, главно диригиран од надвор. Три точки прашалник во заграда, главно диригиран од надвор. Денеска на вести гледав снимка од говорот на господинот Киро Глигоров, првиот председател на Новата Македонија, во која тој на толпа возбуден народ им честита, цитираме: слободна и суверена и независна Македонија, крај на цитат. Така со него скандираа и многу политичари кои кариерите ги развија во Југославија. Ваквата честитка подразбира дека СР Македонија не била слободна. Па во мојов ако си бил 40 плюс години во највисоките ешалони на југословенската власт, значи дека ти и речи си сите други, значи колку и болно да звучи, ти си бил одговорен за таа неслободна. Навистина, во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Македонија заостануваше за другите републики и не се развиваше рамномерно, но сепак ги остваруваше своите национални и малцински права достоинствено и успешно. Исто така и многу македонски села стагнираа, но и покрај тоа СРМ беше извозник на растенија и храна, како домати, пиперки, јаболка, ориз, граф. Првите југословенски девизи по војната се слеале во федеративната каса од Народна Република Македонија од извозот на афион, тутун и памук, и тие пари многу повеќе им биле на располагање на другите републики. Но, не заборавајте, например, дека македонскиот имаше официјален статус во сите републики и покрајни на Југославија. Ова е од големо значење. Тука тој зборува за јазикот, се разбира. Значи, македонскиот јазик имаше официјален статус во сите републики и покрајни на Југославија и ова е од големо значење. Дека се изградија индустријски гиганти како Железарата, Охис, Алкалоид,
cementarnica, Tetex i Astibo i ušte 35 tekstilnih fabriki, Bučim, cela niza hidrocentrali, Matka, Špilje, Streževo, Mavrovo, Nacionalen park i hidrocentralata, Rek Bitola, Feni, Institutot za tutun, tutunskite kombinati vo Skopje i Prilep, Makedonija tabak, pivarnicite, agroplod i taka na tomu pišuva Ilija Čašule. Автопатот, братство и единство, градежни фирми од светски ранг како Бетон, Гранит, Маврово и така натаму, мостот Гоце Делчев, музеот на современата уметност, излетничкиот парк во Сарај и езерото Треска, лизгалиштето, олимпискиот и градскиот базен, националниот парк Галичица и патот преку неа од Охрид до Преспа. Патот од Скопје до Охрид преку Кичево и преку Дебар и многу километри патишта, водоводи и одводи, хидромелиоративен систем. Светски афирмиран институт за земјотресно инженерство и урбанизам, Заводот за заштита на културно-историските споменици, Етнографскиот музеј, Кинотеката на Македонија, се основаат два универзитети и педагошки академии. Музичката академија и факултетот, простете, за драмски уметности и Македонска академија на науките и уметностите, рамноправна со сите други во Југославија. Големиот светски успех на професор Михаил Д. Петрушевски во областа на микенологијата и неговото удирање цврсти темели на класичната филологија. Дека македонската литература со голема творечка слобода и сепак со многу мал број забранети теми и македонскиот литературен јазик во сите така наречени функционални стилови јазик доживеа невиден подем и процут и светска афирмација. Ова е од непроценлива важност. Република Македонија сесрдно ги помогна и така наречените деца бегалци од граѓанската војна во Грција, кои се доселија преку источните земји како Полска, Романија, Чехија, потоа СССР, посебно Узбекистан. Струшките вечери на поезијата, Охридско лето, Скопскиот фестивал на забавни мелодии, Златно славејче, музички манифестации како мајски оперски вечери, тетовски хорски одзиви и струшка музичка есен, тетовски средби на преведувачи. Обновата на Стоби, Хераклеа, Охридскиот антички театар, домови на културата, Вардар филм и дистрибутерот Македонија филм. Дека матицата на иселеници воспостави силни врски со така наречена диаспора, дека се изградија хотели од висок ранг и низа работнички одморалишта. Социјалните разлики главно не беа големи, дека жените беа главно рамноправни, дека здравствената и забната заштита беше бесплатна, дека дојде до полетен развој во спортот, екипниот и во фудбалот, кошарката и во ракометот и одбојката и во борењето и боксот. Охридскиот маратон, дека се афирмираа дипломати и амбасадори од Република Македонија во светски рамки, дека се основа комисија за односи со странство со особена дејност за македонските малцинства во соседните земји и комисија за културни врски со странство, со лекторите за македонски јазик во странство. Дека Социјалистичка република Македонија го основа Радио Скопје со председател на Црни врв, тоест со предавател на Црни врв и кое можеше да се слуша низ цела Европа, подоцна и македонската телевизија, позната како МРТ. И веднаш по војната Македонскиот народен театар и опера и балет, а војната уште незавршена и гласилото Нова Македонија. Македонската православна црква стана архиепископија и разви важна дејност.
I konečno se osnova prvата katedra na makedonski jazik, vednaš po vojната, a nekoliko dekadi podocna i Institutot za makedonski jazik i nacionalna istorija i Institutot za folklor. Така и Охридскиот меѓународен семинар за македонски јазик, култура и литература, дека на малцинствата, подоцна нарекувани по соодветно народности, им беа заштитени националните права и во образованието, во радиото и ТВ и печатот и така натаму. Дека со југословенскиот пасош на македонските граѓани не им требаше виза ни на исток, ни на запад, со исклучок на Соединетите Американски држави и Куба и Грција. Треба ли уште да објаснувам, пишува Илија Чашуле, за оваа неслободна и несувереност или зборуваа првиот председател и првиот премиер, па и сите постари и понови славеници. А и знамето, вели Илија Чашуле, на Социјалистичка република Македонија не требаше да се менува црвеното со златна звезда, инаку многу налик на кинеското, како што не се смени ни химната ни грбот. Република Македонија се ослободи во 1944-45 и тоа главно со своји воени сили и млади револуционери и борци. Република Македонија исто така немаше географски ознаки во името како што денес е, во наводници, северна. Јас во денешните политички услови не сум југо носталгичар, вели професор Илија Чашуле. Нема враќање назад, но ако не се цени и вреднува соодветно и праведно минатото, поблиското, но и подалечното и најдалечното, нема иднина. И да бидеме реални, колку е независна денес републикава, прашува тој. И искрајно, во 1945 година имало скоро 90% неписмени. Како вртоглав развој во само неколку децении слобода. Секоја чест на поколението на родителите наши. Слава им, голема слава, импозантни успеси на кои малку им се рамни во светот. И на англиски на крајот вели Lest you forget, би рекле англите. Тоа беше мислење, објава за која добивме дозвола од професор доктор Илија Чашуле во пензија, кој долги години живееше и работеше во Австралија, на Универзитетот Маквари во Сиднеј, каде македонскиот јазик беше предаван и изучуван од страна на многу наши во Австралија. Голема обврска, голема пожртвуваност од негова страна. И толку од мене денес, сакав да ви го пренесам тоа мислење, бидејќи може би предпоставувам многумина, посебно оние кои што се помлада генерација, не се запознати со овие историски факти за кои што професор доктор Илија Чашуле во пензија не извести. Уште еднаш честит празникот за независноста и се надеваме дека Македонија еден ден на вистина ќе биде независна и слободна и ослободи од канџите на други личности, организации и веројатно и држави. Од мене Силвана Павловска ви благодарам за вашето внимание. Уште еднаш да повторам, денес е среда, 10 септември 2025 година. Се слушаме следниот пат. Секое добро, ви благодарам.